Кога ќе сте спремни? Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добре дојдовте на пресконференцијата која што ќе ја одржи председателот на СДСМ Зоран Заев. Веднаш по завршувањето на пресконференцијата ќе имате можност да поставувате прашања, а секако дека ќе бидат прочитани оние прашања кои што стигнаа до нас електронски. Повелите, председател. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, да се помогне секому кому му е потребна помош, динамичен раст и градење нова развојна македонска економија базирана на иновативни решенија. Тоа беа принципите од кои се водевме заедно со Економскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој го креиравме третиот предлог пакет економски мерки. Денес ја поздравувам одлуката на владата да усвои голем дел од нашите предложени мерки. Со третиот сет економски мерки треба да се помогне секому кому му е потребна помош, да се овозможи заживување на македонската економија преку директна подршка на граѓаните и на стопанството. Да се стимулира динамичен раст и градење на нова развојна македонска економија базирана на иновативни решенија. Оваа здравствена криза не стави на тест нас и целиот свет. Ја тестираше нашата одговорност, солидарност, способност за брз одговор и адаптирање кон новонастанатата ситуација. Горд сум дека нашата држава се исправи пред предизвикот и стоечки и одлучно одговара на истиот предизвик. На ист начин се справуваме и со економско-финансиските последици кои оваа криза ги донесе со себе. Да ја претвориме оваа криза во нова можност за структурни, системски промени и раст, за модернизација на македонската економија и изголемување на нашата конкурентност во регионот и пошироко. Новиот трет сет економски мерки ќе опфаќа 730.000 корисници во вредност од 355 милиони евра. Заедно со првите два пакети мерки станува збор за вкупен влог од 550 милиони евра или 5,5% од бруто домашниот продукт. Се работи за директна финансиска подршка на граѓаните, за зголемување на потрошувачката, директни капитални инвестиции, директна подршка на стопанството, земјоделството, туризмот и угостителството, но и награда за најизложените здравствени работници во знак на благодарност за нивната работа. Реализацијата на овој пакет мерки ќе придонесе за поттикнување на приватната потрошувачка, зголемена конкурентност на нашите компании на домашно и регионално ниво, трансформација на дел од економијата со воведување на IT и друга технологија во нивното работење, формализација на дел од неформалната економија, изголемена употреба на безготовинското плаќање како инструмент за сузбивање на сивата економија. Преку издавање на платежни картички на граѓаните ќе се поттикне поголема потрошувачка, а со тоа и развој на домашните економски дејности. Со воведување на домашни платежни картички вредни 9.000 денари за околу 100.000 граѓани, ја стимулираме потрошувачката на домашните производи и услуги со директна парична подршка од државата преку потрошувачка на граѓаните. Ја помагаме директно економијата, пред се продукцијата на домашни производи и испорачување на домашни услуги, преку вризгување на пари на најсиромашните, невработените, примателите на социјална помош и слично. Сериозна подршка даваме и за домашниот туризам и угостителство преку ваучер вреден 6.000 денари за користење во домашните хотели и други сместувачки капацитети, а дополнително граѓаните ќе добијат и платежна картичка од 3.000 денари за купување на домашни производи и услуги. Тие може да се трошат само во регистрирани и влезени во формален систем на субјекти од делот на сместувачките и угостителските капацитети. Обезбедена е парична подршка за млади до 6.000 денари за покривање на партиципација во универзитетите или за сместување во студентските и ученичките домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи. Значи, може да плаќат за сместување и во приватни домови, но тие мора да бидат регистрирани и дел од формалниот систем на економијата. Мерката за млади вклучува и платежна картичка вредна 50 евра за домашни производи и услуги,
како и ваучер до 30.000 денари за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсеви за IT и дигитални вештини, кои ќе им овозможи на младите брзо вработување во новата развојна економија. Во целиот овој период искажуваме благодарност кон здравствените работници. Оние, најизложените, ќе добијат награда за нивната посветеност и пожртвуваност. Уште еднаш им благодарам на сите наши здравствени работници за сиот труд кој што го вложија во текот на кризата, па дури и овие денови кога паѓа или опаѓа кризата. Сите останати граѓани може да ја користат мерката викенд без ДДВ, односно да купат одредени производи, пошто платеното ДДВ ќе им биде вратено во целост, 100%. Вториот столб од овој сет мерки нуди директна поддршка на македонското стопанство за иновативност и развој, како и за зачувување на постојните и креирање на нови работни места. Обезбедени се нови кредитни линии за микро и мали компании и неповратни средства за компании водени или основани од жени, кои вработуваат млади луѓе, се извозно ориентирани или воведуваат иновација и дигитализација во нивното работење. Директно ги поддржуваме компаниите за освојување на нови пазари, зголемување на нивната конкурентност, како и модернизација на нивните производствени процеси. Ќе биде обезбедена поддршка за многу компании преку обезбедување на државна гаранција за комерцијални кредити, како и обезбедување на гарантирање на царинскиот долг, кој што представува проблематика во работењето на фирмите, а со тоа ќе им олесниме во многу во нивното работење. Финансиска помош и услови за развој ќе добијат стартап, извозните, текстилните компании, чевларската индустрија, кои организираат исто така и настани, микро, мали и средни предпријатија. Помош ќе добијат сите оние на кои им е потребно. Важно е да кажеме дека државата се подготвува и за крајот на август и во текот на септември да испорача и нова поддршка и помош, заради тоа што сите меѓународни согледувања, сите регионални согледувања, а и домашни согледувања кажуваат дека треба поддршката и помошта во континуитет да продолжи. Да искористиме компаративната предност на нашата економија. Да ги искористиме нашите потенцијали, како сонцето, чистата вода, плодната почва и тоа да го споиме со нови технологии и нови знаења. Затоа третиот столб нуди поддршка на земјоделците, да создадеме нови приходи од плодната македонска земја. Во земјоделството го поддржуваме аграрниот сектор со 5 милиони евра преку Развојната банка. Субвенционирањето на потрошувачката на зелената нафта ја зголемивме од 30 на 50%. Стимулираме производство на нови продукти, го модернизираме производствениот и преработувачки капацитет на земјоделски гранки, кои се повеќе и повеќе извезуваат со цел зголемување на конкурентноста и продуктивноста. Ќе овозможиме окрупнување на земјоделското земјиште и долгорочен закуп на пасиштата. Уште сега преземаме активности за следната берба и плесман на винското грозје, преку гарантиран откуп на вишок од винско грозје, кој што сега го согледуваме дека постои. И ќе правиме алкохолен дестилат преку домашните капацитети. Со тоа го решаваме пласманот на грозјето. Тоа е нешто што ќе се случува во септември и октомври, а уште сега државата во буџетот проектираше средства токму за вакви вински алкохолни дестилати и шмукување на вишокот на понуда во делот на винското грозје, кое што денеска го утврдуваме како резултат на тоа што големи залихи на вино од ланските берби се уште стојат во македонските визби. Почитувани граѓани, убедени сме дека преку реализација на овој пакет мерки ќе одржиме вистинска лекција за брза, ефикасна и пред се суштинска трансформација на нашата економија. Покажавме дека економија во минус, каква што не дочека пред 3 години, можеме да изградиме економија во развој. Покажавме дека можеме да се избориме со досега невидена здравствена криза. Ќе покажеме и тоа многу брзо, дека можеме да се справиме и со економските последици, дека ќе ја вратиме економијата на сигурен и стабилен пат. Остануваме посветени на помош и поддршка на нашите граѓани, на работните места, на помош и поддршка на нашата економија. Заедно ќе се справиме со овие предизвици, заедно ќе изградиме нова развојна македонска економија. Благодарам.
Катерина Нешкова на темата, добро. Ако Прво на темата, па после ќе дадам одговори на предност да дадеме на прашањата. Саша Ивановски, вио се ќе ве замолам микрофонот кај Саша Ивановски Мактел, бидејќи е на темата, па после одиме со другите прашања. Имаме едно на темата, после ќе се уште едно, после кој ќе почне другите прашања на надвор од темата. Значи, господине Заев, дали ќе можат овие ваучери да се користат на пазарите, бидејќи многу луѓето пазаруваат се уште на пазари, а таму нема фискални уреди, ниту пак начин на плаќање со картичка, или пак сакате да ги натерате пазарджиите да се модернизираат, така да кажем. И во таа насока дали може државата да им излезе во пресред на пазарджиите и да им понуди некакви фискални апарати по поволна цена за воиднина, сметајќи дека државата ќе има корист од наплата на ДДВ. Благодарам. Стоиме на располагање за доформализација на секој дел од економијата кој што се уште е неформален. Знаеме дека за пазарите е отворена темата, би рекол 10 години бев и градоначалник, пазар имавме под општина Струмица, ги знам, но денеска веќе голем дел од пазарджиите, односно продавачите на мало по пазарите, се фискализирани. И тоа е возможно. Прво, самите банки даваат мобилни уреди, заради тоа што наплаќаат и провизија од трансакциите. Вториот дел, државата е подготвена да излезе во пресред. Самата платежна картичка се однесува на сите домашни услуги и на сите домашни производи. Земјоделските се директни. Знаете како, и домашната услуга, која што, веќе ја кажам пластично, во кафетерија нарачуваме италијанско еспресо и шкотско виски, 60% во услугата, во цената е услугата. 40% е вредноста на продуктот и затоа е и домашна продукт, односно домашна услуга. Сето тоа што е домашно производство, кога ќе видите во фискалните сметки кои што на дневна основа сите ги зимаме, ќе видите дека има графа на домашни производи. И тоа лесно се разграничува. Самиот касиер само го регистрира домашните производи, тие се разграничуваат и можеме навистина фокусот да го дадеме на домашните продукти и на домашните услуги, а се согласувам треба да го прошириме на секаде. Заради тоа што едно од значајните обеми на домашното производство е земјоделското производство. Тоа учествува преку 12% во нашиот бруто домашен продукт и еден голем дел оди за извоз, но тоа што се продава дома треба да добие шанса преку вакви платежни картички да биде дополнително стимулирано за купување од страна на граѓаните. Значи, картичката ќе се користи само дома, нема надвор, ќе се користи слободно за се. Ако даваме ваучери за туризам, може да си купите услуга со таа картичка дополнително. Значи покрај ваучер, што некој може да го користи. Може да одите во ресторант, може да одите во кафетерија, може да одите во хотел, може да одите во бутик, може да одите да купите бела техника, мебел да купите за дома. Се што е домашно производство. И затоа верувам дека пакетот на мерки навистина ќе направи еден бустинг на домашната економија, затоа го велиме за заживување. Ќе дојде во вистински момент кога ќе бидат отворени угостителските објекти. Се уште се затворени. Владата и кризниот штаб најавија во соодветен период, прво ќе пуштат со одреден процент, со дистанца, па понатаму ќе се олабавуваат, но во тој момент треба да дојдат и овие пари, кои што гледате се 355 милиони само во третиот пакет. Сакам да наговестам дека за компаниите овие 25 милиони се чисти грантови за освојување на нови пазари, за зголемување на технолошките процеси, за нова конкурентност или слично, да ја креваме економијата. Во земјоделието ќе поттикнеме производство на лаванда, на рузмарин, кои што имаат пласман. Не знам за аспарагус, кој што има дефинитивно и ќе има следните 10 години сериозен пласман во државата, да замениме некои традиционални земјоделски култури кои што пазарот е заситен од нив и да наствориме навики за одржливост на земјоделското производство. Така да комплетно ќе се расшири целиот овој амбиент и сега мислиме дека е вистинскиот момент. Кога се излегува од вакви здравствени кризи, кога се враќа економијата и нели рековме, јас и во еден прес пред 2 месеци реков, секоја криза и нова можност. Дај да видиме што имаме ние како предност. Имаме македонското сонце. Дај да видиме дали може да правиме фотоволтаици. Имаме плодното земјоделско земјиште, добра географска поставеност. Се тоа на што ни е предност да го искористиме како компаративна предност да направиме еден квантен скок на нашата економија. Благодарам. Благодарам. Дали има друго прашање на темата? Да, во ред. Рековме за прашање на темата, но доколку нема веќе, слободна Катерина Нешкова, Сител. Господине Заев, вчера на лидерската од кого добивте поддршка за датумот за кој што толку многу стоите за избори 21 јуни, имајќи ги предвид изјавите на
останатите лидери кои што беа таму, се доби впечаток дека единствено зад вас застануваат делумно ДПА и БЕСА, останатите како да имаат други поинакви предлози од тоа што на вие кои инсистирате. Како ќе дојдете до решение? Може би е природно да имате разлики со ВМРО ДПМН, меѓутоа и другите партнери очигледно не се сосема на ваша страна. Знаете, прво очекувавме да каже опозицијата, не само ВМРО ДПМН, туку Алијанса за албанците, БЕСА, тие се опозициони партии да кажат своји термини и беа кажени од некои партии термините, но прво го истакнавме ние терминот од 21 заради тоа што логично по закон, сега како што стојат работите, воредна состојба завршува на 30 мај, 22 дена, после тоа е 21 јуни, а подршка даде господинот Ахмети Дуи. Дадоа подршка опозиционата БЕСА, даде подршка владеачката ДПА. Алијансата за албанците и алтернативата пред се со зборовите на господинот Зијадин Села, како представник на Алијансата, беше кажано 26 јули. Зошто? Заради тоа што се дава поголема шанса и нашите кога се враќаат од странство да имат можност да гласат. ВМРО ДПМН номинираше датум 23 август, 30 август, 6 септември, но имајќи во предвид дека е продолжен викенд 6 септември, го номинираше и 13 септември. Така се одвиваше дискусијата. И овде на самата дискусија се борбата на аргументи. Прво имавме пред нас документи кои што Здравствената комисија препорачуваат. Читавме што кажува Светска здравствена организација. Светот се подготвува и укажува дека сега треба во текот на летото да се подготват здравствените болници, здравствените институции со своите капацитети, со доволно легла, доволно респиратори, заради тоа што крајот на август, септември веќе очекуваме и нов бран. Дај Боже да го нема, но ја ако го има, што правиме тогаш? Така да подршка дадоа генерално сите, освен ВМРО ДПМН, кој што алудира на крајот на летото или почетокот на есента, а тогаш апсолутно е неодговорно и за нас тоа значи воведување од нова здравствена и економска криза во нова политичка и економска криза. И затоа е неприфатливо. Сега остануваме на законските рокови. Знаете дека остануваме секогаш отворени. Сакаме заедно со опозицијата да имаме договор за овие прашања, но ако немаме договор, тогаш останува уставот и законите во државата. Благодарам. Следно прашање? Ако може, кај колегата... Повелите. Добро, мислите без најголемата опозицијска партија. Опозиција има и друга, и голема е поприлична или слична. Значи, прво, не може да има бојкот на избори од никој заради тоа што сите учествуваат на изборите. Изразија јасна волја за учество на изборите, поднесоа кандидатски листи, пополнија нотарски изјави кандидатите, се донесоа одлуки на органи и тела на сите политички партии, Државна изборна комисија ги прифати тие листи. После прифаќањето се заврши издребувањето, дори си го знаеме и бројчето на избирачкото место, сите кандидатски листи на кои сме, и изборите се јасно дефинирани и процесот до 22 дена е застанат, односно е замрзнат. Така да прашањето дали некој ќе бојкотира кампања или не. Но не сакаме никој да бојкотира дури и кампања. Сакаме сите да учествуваат. Но тоа може да го правите со диалог, може да го правите на основа на аргументи, може да разговарате. Побара господинот Мицковски лидерска средба, председателот Пендаровски ја прифати, закажа лидерска средба, па побара уште една недела да се одложи. Знаеме, купување на време, нема проблем, се одложи, добивме информациите, дојдовме на средна лидерска средба без било какви аргументи. Еве, ценете и вие новинарите и граѓаните, нека ги ценат аргументите према тоа да не ценат или да не почитуваат, како ќе одлучат тие. Но дефинитивно да ги тргнеме и нашите аргументи, еве една Србија на 21 оди на избори во соседството. Еве Хрватска на функционален парламент кој што работеше, донесе одлука да се распушти парламентот за во периодот 21 јуни до 12 некаде јули одат на избори. Зошто? Заради тоа што сите факти и аргументи тоа го кажуваат. Ние остануваме отворени се додека ворената состојба не заврши. Сета можност за датум за избори е врзан со ворената состојба.
Прво, никој не кажува како да се свика парламентот. Ти не можеш да кажеш, ти не може да се свика. Председателот на парламентот ги даде своите аргументи, Уставниот суд ги даде своите аргументи. Дури иницијатива поднесовме од 35 пратеници за да се свика парламентот, да покажеме дека не се политичко-партиските агенди пред нас. Функционалноста на институциите и демократските процеси се најважни. Опозицијата одби, целосно се спротистави. На крајот и председателот на собранието ја одби иницијативата, ја не ја прифати. Така да само плюс аргументи за Република Северна Македонија имаме зошто треба брзо. Покрај сите други земји кои што одат сега брзо, ние немаме парламент. Ние немаме функционална политичка влада. Од таков аспект, кога немате договор, не ги затвараме вратите, тука сме сите секој ден, ќе помогнете и вие новинарите, ако прашувате, ако ги истакнеме сите аргументи на крајот, да можеме некако да се договориме. Ако не се договориме, не е прашањето што сака СДСМ и коалицијата. Не е дури прашањето што сакат и нашите партнери во владата, како, не знам, Алтернатива, ДУИ, ДПА или другите партии што ги имаме. Прашањето е на уставот и на законите. Ќе дојде 30, ќе истече во на состојба. А ако има потреба, ќе се продолжува. Ако нема потреба, таа завршува на 30. И тоа е закон. Кога завршува, така е предвидено и во уставот. Така е предвидено и во законите. Продолжува 22 дена, како што е по закон тоа пропишано. И законот мора да се почитува. Ако некој сака да ги одложи изборите, кој сака да е во државата? Зборам прво институционално, председател на државата, председател на парламентот, владата, па зборам позицијата, власта и така натаму. Мора да ни покажат по устав и по закон како тоа го прават. Нема да дозволиме неуставно и незаконско одложување на изборите. Зошто? Заради тоа што вие лично или било кој граѓанин во државата една представка до Уставниот суд ќе ги урниса резултатите на изборите, ако се неуставни и незаконски. Ние мораме да го почитуваме уставот и законите. Имаме можност уште неколку дена да разговараме доколку незаконските рокови ќе стапат на сила. И кога ќе стапат законските рокови на сила, сите мора да го почитуваме и законот и уставот во нашата земја. Благодарам. Јулијана Николовска, Канал 5 телевизија. Вчера Мицкоски, вашиот настап на лидерската го нарече ултиматум. Од тоа што можам да го слушнам денеска, сепак оставате простор за договор. 21 јуни би можел да се помести, и дали очекувате или има најава веќе за нова средба деновиве до истекот на вонредната состојба за да најдете компромисно, консензуално решение за изборниот датум? Значи, еве, знаете, и кога ќе преспиеме сите, и кога ќе разговараме денеска, вие седмата сила новинарите кои што се совеста и окото на јавноста, и окото и ушето на јавноста, секако може да ги извадите на површина сите работи. Ние вчера бевме целосно отворени. Постојано потенцираме дека сакаме диалог, сакаме разговор, сите мора да бидат комфортни, сите мора да бидат спокојни, дека имат фери демократска шанса. Па дури разговаравме таму за аспектите на како се води кампања, што е дозволиво, што е одговорно, како е денот на гласањето или слично. Тоа ни го напишаа и здравствените комисии на хартија, некаде исто, некаде различно. Оти на крајот доаѓа и одговорноста кога ќе тропнам на врата, дали ќе го иритирам гласачот со тоа што му тропам, или ќе го придобиваме на крајот на одговорноста на политичките партии. Тоа здравствена комисија може здравствен протокол да ви пропише. Не може да ви каже дали дојдете од врата на врата или каков собир на граѓани да правите и што значи тоа зараза или не, или пренесување на заразата. Поентата ми е дека остануваме отворени комплетно додека можеме и смееме. А можеме и смееме додека законот и уставот тоа го дозволуваат. Уште еднаш напоменувам. 2008 година донесе власта, тоа се иштиот наш политички опонент ВМРО ДПМН, да го распушти парламентот и отидоа на избори. Не прашаа дали сакаме или не. 2011 го направија истото. 2014 го направија истото. Сега на барање на опозицијата, сите заедно седнавме кај председателот Пендаровски, договоривме 12 април и почнаа процесите и подготовките веќе 4-5 месеци, за да може во парламентот да се донесе одлуката за распуштање на парламентот и да се оди на избори. И сега донесовме одлука за изборите, донесовме сите протоколи, поднесовме кандидатски листи, имаме и бројче за гласање, дојде кризната состојба, заедно се договоривме за време на пиковите на кризата, тоа да го одложиме и сега се бега од избори. Јас знам што е. Стравот е од изборите. Анкети ние соопштуваме пред вас и од СДСМ и од ВМРО ДПМН, но сите ги читаме податоците и знаем
дека опозицијата ќе губи. И ќе губи не заради Заев или заради некој било кој, заради неодговорното однесување во последните 3 години, заради немањето на квалитетна понуда, заради арогантниот однос кој што го има према новинарите, према граѓаните и слично, заради кадровската понуда и потенцијал. Граѓаните знаат се. Тие не ценат, почитуваат и вреднуваат онакви какви што сме и на крајот те ценат нашата програма и нашите кандидати како понуда. Од тука е таа разлика. Но, еве, нели, нивните анкети велат дека победуваат. Дајте да излеземе и да истераме на крајот на изборите, заради тоа што на вистина летото се отвараат границите, летото одиме и ние надвор па се враќаме дома, ни доаѓаат сите наши луѓе, се враќаат во татковината. Сето тоа отвара дополнителни можности за ширење на заразата и растење на бројките на заразени граѓани. Есента, односно почетокот на септември, уште повеќе потенцијали заради детски градинки, заради училишта и сето развижување на граѓанството кое што го имаме, така да аргументите се тие. Остануваме отворени додека можеме да бидеме отворени. Сакаме нивото на развој на демократијата кое што го дигнавме на едно ниво да не го враќаме назад. Но законите се неприкосновени, уставот е јасен. Ако мораме, ќе се терат изборите онака како што устав и закон го пропишува и како што впрочем сите 100% тоа го прифатиле. Но додека има можност, треба да оставиме отворени врати за разговор. Следно прашање, повелите. Господине Заев, од Државната изборна комисија, поточно председателот на Државната комисија Оливер Дерковски вели дека нема да го потпише избирачкиот список доколку не му се даде доволно простор, нели, од 45 до 60 дена за сите оние активности, нели, за ажурирање на избирачкиот список. И може би рече дека може ќе му се придружат и други колеги. Што во тој случај? Дали може да се блокира целата изборна постапка? Само секој да се почитува законот. Навистина, ја поздравам Државната изборна комисија која што досега се, дури непријатни вести за нас, политичарите, не само за СДСМ, носела одлуки со консензус. Треба да продолжат со консензус. Ако треба се надгласуваме, ќе и победиме, не е добро. Зошто имаме 4 од власта, 3 од опозицијата. И ако гледате таму се 3 од СДСМ, 1 од ДУИ, еве 4 од власт, 5 член е од, односно, да, 5 член е од без. Треба задолжително сите да го потпишат избирачкиот список. За да може да Веќе биде донесо одлука, еве одлуката. Донесо одлука, ја имате јавно достапна, дека ги прифаќаат сите процеси и протоколи, дека сето тоа што е завршено се прифаќа дека е завршено и продолжуваат постапките натаму. Законот на крајот сето тоа јасно го дава како решение. Членот 43, став 6, вели дека е должност на МВР по службена должност еден ден по завршувањето на јавниот увид, а тоа значи кога ќе тргнат 22 дена, во првите 2 дена, треба да достави комплетно ажуриран список со наполнети 18 години на сите граѓани до 21 јуни или до датум до кој што ќе го договориме како изборен датум. При тоа должност е на ДИК, по службена должност, тој список да го потпише и да го објави. По закон е така. Законот јасно пропишува што се пеналите, какви се казните, ако секој од нас не работиме по закон и се спротивставуваме на законските решенија. Само очекуваме да се го почитуваат законот. Не би сакал никого да иритирам, ни па некого да навредам, ни па некого лошо да ме свати. На крајот, добро е да се договарат политичките лидери за да бидат сите, како што реков, спокојни и сигурни за делот на изборите. Но сепак на крајот, ако тоа не е возможно, законите во државата постојат. Уставот јасно тоа го пропишува. Мора да се почитуваат законите и од Заев, и од Мицковски, и од Ахмети, и од Билјал, и Касами, и од било кој, а морат и од ДИК, морат и од сите други институции да се почитуваат законските рокови. Јас ќе барам одговори, нормално, ако некој не ги почитува законските рокови, и ќе барам одговорност. Како што од мене се барат одговори и се бара одговорност, ако некој има дилеми околу некое непочитување на одредени правни прописи во државата. Така да не би сакал ова да звучи заканувачки. Го зборам ако се мора законите. Дај Боже да имаме договор. Тоа е најважно за сите. Доколку не, ние влегуваме во подготовка, во предкампања, ќе влезе кампањата, денот на изборите и апсолутно ќе одиме на избори. Друго нема. Нема да дозволам никој да заради своите калкулации, да одложи колку што може, да дојде есента, знаеме што ќе се случува во есента, па ќе бидат загрозени апсолутните рокови до 11 декември, па овде некако да се плива, па да се бара влада за национален спас, устав пробиен и слично. Не, тоа е нова политичка криза. Се изморивме од кризи, доволно е толку.
Дајте да работиме, да помагнеме на работниците, на земјоделците, на невработените, на економијата, да одиме напред, да се бориме со целиот свет. На крајот тоа ќе го правиме како граѓаните ќе одлучат. На кому ќе му доверат чест и одговорноста, тие ќе водат, другите ќе бидат овде главниот коректив како опозиција и тоа е демократијата. Уште едно подпрашање. Дали стравувате доколку се одржат изборите на 21 јуни да нема воопшто, да има многу мала излезност? Со тоа се доведува легитимитетот и на владата и на парламентот. Мислам, дали постои таква опасност? Веројатно прашањето го поставувате од што ви гори во душата, што би било сега, како ќе изгледат тие бројки. Тоа и кај нас присутно. Да знаат, сите сме само обични луѓе. И прашањето што можеме во целата таа лепеза на Погледнете, опции. 2006 исто имаше многу мала излезност, а беше нормална година. А сега, поради стравот на граѓаните од коронавирусот, од сите овие работи, економски состојби, може да доведе до многу мала излезност и се доведува легитимитетот на целиот и на целата влада и на парламентот. Значи, ако излеземе сите политички партии, не верувам дека таа излезеност ќе биде многу мала или многу помала од вообичаената. Зошто на парламентарни избори луѓето излегуваат на гласање. Знаат дека тоа има најсилен импакт врз нивниот живот и затоа излегуваат на гласање и верувам дека ќе излезат на гласање. А проектирано барем еве во мојата глава, денеска сме 19 мај. Зборуваме за после месец и 2 дена од сега натаму. Во тој месец и 2 дена угостителски објекти ќе работат. Гранични премини ќе се отворени. Еве ги соседите уште на 1 јуни ги најавува. Ќе има нормален живот. На крајот на денот влегуваме во дуќаните секој ден. Сите знаеме каков е редот. Тоа е покомплексно отколку избирачкото место. Знаете зошто? Заради тоа што обично во големите маркети, каде што има поширока понуда, поевтини цени, има и поприлично поголем ризик за гужви. На избирачкото место не ве пуштат да бидете повеќе внатре, освен толку колку што има пултови за гласање. Така е во нормални околности, не па за време на кризата. Тоа јасно се регулира, јасни се прописите кои ќе бидат и на крајот имаме по 100 по 200 луѓе во ресторанти, седиме овде со семејството, со децата ручаме, вечераме или пиеме кафе со пријателите или слично. На крајот само да ја проектираме таа состојба каква е. И на крајот на денот еве помина следниот викенд. Јас бев во Струмица во сабота, верувам во Скопје беше исто и во Охрид беше исто. Луѓето се излезени. Луѓето се излезени, тие купуваат, тие се движат, тие се рекреираат, тие се по паркови, тие се по центрите на градовите, насред село се излезени, животот функционира и продолжува да функционира. Се надевам дека и бројките ќе опаднат и кај нас за да не бидеме последна земја со овие рестрикции. Еве Хрватска, сите ресторанти, угостителски објекти 100% работат. Кај нас се уште затворени, зашто бројките не го дозволуваат тоа. Веројатно здравствената комисија во соодветен момент ќе ги даде препораките, но до тогаш, ако беше за избори, до сега ќе се случи олабовување, ајде си. Не, се држиме државотворно, одговорно и стручно онака како што треба да се постави. Градимир Повели, прашање и би сакала само да напоменам да имаме предвид дека и вашите колеги од Телма телевизија кои денеска не се присутни имаат 2 прашања. Повели. Ги споменавте анкетите и предизборните очекувања и од вас и од Мицкоскиот ВМРО ДПМН да доаѓаат нели различни информации. Убедени сте во добриот исход од изборите и вие и опозицијата. Што е добро? Прашањето е што доколку изборните резултати не одат во полза на она што вие го говорите. Дали и по датумот за избори, па еве и 21 јуни кој што вие го говорите, би останале на лидерската позиција на СДСМ. Ве молам за конкретен одговор и прашањето е што доколку, секако вашите очекувања ги споменавте. И уште едно прашање Кусо, во предизборниот амбиент бевме сведоци на пуштање аудио снимки, разговори и за вас и Мицкоски. Дел од соговорниците во одредени разговори се познати. Сакам да прашам дали е можно да се дознае соговорникот со кој што вие разговарате за повеќе теми, меѓу кои за невладиниот сектор, Закир Бекири, Чауш од СЈО и слично. Добро, на првото прашање имам повеќе од 20 пати сигурно одговорено, вклучително и во парламентот таму беше поставувано. Јас сум убеден дека ќе победи. И затоа нечестно, неодговорно да кажувам што во друг случај. Нема друг случај, сум убеден дека ќе победи. На крајот на денот велите правиме анкети, правиме мерење, ние веруваме дека ќе победиме, ВМРО ДПМН дека ќе победи. Супер, тоа треба да не направи уште поодговорни, помотивирани, да одиме на избори, не да имаме страв и да бегаме од соочување со граѓаните.
На крајот, како ќе кажат граѓаните, ние може да се поклониме и тоа е конечно. Во парламентарната демократија граѓанинот е конечниот владетел. И тој пренесува и одзима одговорности на политичарите кои што номинираат право, чест и одговорност да во негово име и за негова сметка во 4 годишен мандат ја оправуваат државата. Секако, јас сум убеден во таа победа, еве господинот Мицковски убеден, нека биде само причина да преспиеме, да најдеме начин за да, како е најдобро за државата, така да направиме, а секако целиот свет препорачува првиот вистински момент. Немам друго што да појаснам по оваа прашање. Во делот на второто прашање за соговорникот, кој што ме снимал е господинот Александар Верушевски. На ручек е кај мене во Струмица, летото 2016 година, овде седиме и ручаме и видов дека ме снимал. Разговорот јасно ми покажува кој е. Не беше тоа пред 100 години, беше пред 4 години. Од денеска на назад гледам. Не, ние сме во добри односи. Секој со својата одговорност. Јас сум пријател со сите, не негувам тежини и навистина тој така одлучил, така направил. Нема што, јас сум многу близок со неговото семејство и сакам неговите дечиња. Со професорот Верушевски сум пријател, тој е председател на нашата комисија за внатрешна безбедност во државата, соработувам, советник во кабинетот за национална безбедност, соработувам, но еве, така одлучил мојот пријател Александар, така направил. Благодарам. Саша Ивановски, Мактел телевизија и одиме со прашањата од Телма телевизија. Микрофонот ќе ве замолам. Микрофонот ако може кај Нема Саша микрофон. Ивановски, Мактел портал, се извинувам. Убаво е да се Се наведам. извинувам што малку повише прашања. Господине Заев, дали на некој од средбите лидерски или пак на Совет за безбедност некој ја покрена идејата да се гласа на отворено? Да се стават кутиите пред објектите и вака на отворено бидејќи е многу побезбедно? И што против таа идеја? Кажале ако имало. И второ прашање, дали ве плаши однесувањето на Наке Чулев, дека можеби тој е новиот Митко Чавков, дека ќе ја злоупотреби својата позиција, па за време на изборите да прави глупости како што правеше сега во Струмица, кога ги уапси овие деца шупакува пакети. Дека ќе прави такви глупости на денот на гласање, дека не знам, вас ќе ве поапси на гласачки ден или ќе дозволи глупости да се случуваат на избирачки места, па така да ги саботира изборите. Бидејќи навистина Наке Чулев делува дека кај него нема црвена линија до сега. Ова што го направи до сега, скандалите што ги имаше. Благодарам. Добро, еве, прво по второто прашање. Ни господинот Чулев, ниту било кој во државата може да си дозволи вакви работи заради тоа што се сменети работите во Македонија. Како се сменети? Прво, за одлука за притварање, за лишување од слобода не носи МВР. Носи јавното обвинителство и тоа е императив и се знае дека тоа се правосудните органи. Влез во објект за претрес, за сликање, за се дава судот наредба. Направи ја влез во Струмица, вадам паралела, не може како сакате вие да влезете во магазин приватен, куќе или било што без судски налог. Значи за тие работи постојат закони и си има одговорност. И гледате, има истрага и таа истрага верувам ќе ги даде резултатите, не заради тоа што јас мислам дека некој треба да биде казнат, заради тоа што законите пропишуваат што е санкцијата ако некој се огреши за да испрати пораката друг да не прави вакви незаконски работи. Тоа е суштината. Така да никој не може нешто да прави, ни па да креира сценарија дека нешто кој знае што ќе направи, не. Затоа што над Чулев има влада, над владата има граѓани. Тука сте вие новинарите. Денеска е слобода и демократија и никој не може да скрие ништо. И таа е убавинат на тоа за што сум се борел јас и многу граѓани, а тоа е слободата и демократијата. Тие носат многу придобивки, една од придобивките е дека никој не може да биде од било кој карактер автократ во државата. На крајот граѓаните се тие. Тие се силат. И затоа нема никакви стравувања, ни па некои муабети или слично. Дали сме разговарале на Совет за безбедност на лидерски средби, јас не присуствувам на Советот за безбедност, не ме повикуваат, заради тоа што не сум член на Советот за безбедност. Премиерот Спасовски присуствува и обично ги знам разговорите токму од него, кој што ни е подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Такво прашање мислам дека не е отворено или не сме разговарале за таа работа.
а во делот на лидерските средби не влегува вакви детали да се разговарат, иако во многу кулуари ги разговараме секојдневно. Нашите гласачки места се во училиштата, детските градинки и јавни државни објекти и ретко каде државата прави закуп кога веќе нема на приватен објект за денот на гласањето. Сите генерално имат дворови. Но тука треба Државната изборна комисија да си одлучи дали тоа дефинитивно е доволно во ред, може да биде дожлив денот. Дали има тенди за сите. Што ако е ветровито и како тоа ветерот ќе правото на гласање кога ставиме зад параванот не е исто дали зид има позади нас или некој може да го дерожира тоа право на гласање и тајноста на гласањето пред се. Така да јас го кажувам како граѓанин и гласач, дик треба да си каже за овие работи, иначе ако ме прашате дека денешниот прес можевме и внатре и надвор да го држиме, надвор еме побезбедно, имаме повеќе простор, може да држиме дистанца, а знаеме дека зборуваме за топол период кога треба да одиме на избори. Благодарам, би продолжиле со прашањето од Телма телевизија, иако сметам дека двете се на еден начин одговорени и сепак во интерес на јавноста ќе ги прочитаме, па претседателот може да даде одговор. Првото прашање е дали сте подготвени да спроведете избори доколку ВМРО ДПМН ги бойкотира, а второто дали стравувате дека доколку изборите не се одржат во уставниот рок од 60 дена по распуштањето на собранието туку подоцна, некој може да ги оспори изборните резултати пред Уставниот суд. Мислам дека и вчера и денеска дадов коментари на овие прашања. Прво, да, ако е надвор од закон и од устав, секој граѓанин може да го оспори изборниот резултат. Заради тоа што излегувајќи надвор од правните рамки, а тоа е рамката на уставот и на законите, веднаш генерирате основа, само една подавка, иницијатива до Уставниот суд и да ги прогласи како невалидни. Затоа не е наше дали сакаме колку сме флексибилни или не, можеме да бидеме максимално флексибилни, но во правната рамка. Устав и закон. Тоа што го пропишува и што го дозволува. Вториот дел е исто така одговорот дека не зависи од нас. Значи, сакаме да бидеме флексибилни, сакаме опозицијата да учествува. Номиниравме дека не сме врзани за 21, но сакаме во овој период на првиот бран на паѓање на кризата да излеземе на изборите. Сакаме диалог, сакаме договор. Но ако го нема договорот, не можеме со сила ние да натераме и другите страни да постигнат договор, односно да одат на избори. На крајот сите поднале листи, сите се кандидати за изборите и секако изборите треба да се одржуваат, не заради тоа што ние тука од СДСМ сме седнале и мислиме дека треба да има избори, заради тоа што законот тоа го пропишува. И самиот изборен законник, и уредбата со законска сила, тоа е закон. Денеска, впрочем, и не постои друго решение, освен оваа уредба со законска сила, и затоа треба да се оди на избори. Уште еднаш потенцирам, очекувам дека во овој период што ни стои на располагање, некои 7-10 дена, пред нас можеме да најдеме решение, доколку не најдеме решение, законот предвидел сите детали внатре како се решаваат со замрзнатите рокови, како продолжуваат. Како се пополнуваат 18 годишњаците што наполниле 18 години од 12 април до денот на изборите. Сите се во избирачкиот список. Уште еднаш напоменувам, се гласа со лична карта или патна исправа. Бебенце денеска има патна исправа ако има намера неговото семејство со него да патува надвор од државата. Лична карта секој над 15-16 години може да извади, заради тоа што по закон тоа е дозволиво. Но и да не извади лична карта има патна исправа. А ако по автоматизам избирачкиот список ги има сите до денот на изборите внатре, избирачкиот список е завршен. Јавниот увид е завршен. Во писмото господинот Дерковски тоа го потврдува, дека сите постапки се завршени и се прифатливи за завршени. И продолжуваат од каде што се застанат. Зошто? Заради тоа што законот дава решение како да продолжат од таму кај што се застанат. Не би сакал никој тоа да го сваќа дека некој ултиматум, сега се имат алатките од страна на владеачката партија во раце. Не, треба да се договориме. Но ако не се договориме, да знаат сите дека на 21 ќе има избори со 14 кандидатски листи, ќе се излезе на гласање и верувам дека максимален ќе биде бројот на излезени гласачи на изборите. Благодарам. Доколку нема други прашања, тука завршува пресконференцијата. Ви благодарам на сите.